Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за исхрана кај остеопороза, односно како на природен начин да ги зајакнеме коските, внесувајќи ги потребните нутриенти и сфрлајќи ги штетните животни навики, ќе имаме можност да влијаеме и да го намалиме ризикот од остеопороза. Но доколку и тоа се случи, секако исхраната си има клучна улога која што дополнително ќе помогне во намалување на ризикот, односно последиците од остеопорозата, тоа се скршениците, фрактурите кои потоа водат до инвалидност, односно го нарушуваат секојдневието, затоа да преземеме нешто навреме за да не ги трпиме последиците. На оваа тема утрово разговараме со Билјана Ристевска, дипломиран нутриционист, магистер по квалитет и безбедност на храна. Добро утро, Билјана, и добре ни дојде во Фактор здравје. Добро утро, благодарам на поканата и поздрав до сите гледачи на TV24. Така. И пред да почнеме да ја обработуваме оваа тема, со сите корисни информации и совети кои што ќе ги слушнеме од тебе упатени до нашите гледачи, само поврзаноста на исхраната и нашето здравје. Колку е важна храната во сето тоа? Премногу е важна исхраната во поглед на добрата здравствена состојба на една индивидуа. Поврзаноста е навистина голема на храната со доброто здравје и статистички наназад, ако погледнам во здравјето на пациентите и оние кои што се обраќаат за консултација со нутриционист, има навистина голема поврзаност со она што конзумирале во текот на животот и она што не конзумирале. Поздрави секако се оние кои што во текот на животот воделе грижа за својата исхрана, отколку оние лица кои што имале нередовен начин на исхрана и неквалитетен начин на исхрана. Сето тоа на крајот резултира со добро здравје или за жал со болест. Во зависност од тоа како се исхранувате во текот на животот. Така, и кај секоја здравствена состојба, посебно кај оние хроничните, исхраната има клучна улога. Секако. Така, и во превенцијата, но и дополнително во одржувањето и контролирањето. Секако, кај одредени видови заболувања, на прво место се става акцент на добриот начин и здравиот начин на исхрана, понатаму за да можат луѓето практично да си ги издржат оние терапии со кои што ќе се соочат при тоа заболување, затоа што самата храна дава енергија на нашиот организам, самата храна го чисти нашиот организам од токсини, па понатаму и од тешки метали кои што секојдневно ние ги внесуваме преку некои видови на храна, и со самото тоа директно влијае врз подобрување на општата здравствена состојба и при хронични видови на заболувања. Луѓе кои што например патат од кардиоваскуларни заболувања, луѓе кои што страдаат од дијабетни состојби, односно дијабет, секако од клучно значење е она што го внесуваат преку уста како храна за понатаму да се стабилизира, односно се држи во нормала состојбата која што ја имаат. Дали е тоа замастени крвни садови, дали е покачен крвен притисок и дали е зголемено ниво на гликоза во крвта, сето е директно поврзано со храната. Терапијата секако игра голема улога, меѓутоа самата терапија не може да го постигне својот полн ефект доколку не се исхранувате онака како што треба да се исхранувате. Практично вие пиете таблетка или се боцкате со инсулин за дијабет, а од друга страна внесувате преголема количина на храна која што содржи шеќери, односно храна со висок гликемиски индекс, и очекувате или посакувате да се намали, односно да се држи во нормала нивото на гликоза во крвотокот. Тоа е невозможно. Самата таблетка не може да го постигне ефектот за намалување, односно држење на шеќерот во оптимални граници. Сето тоа исто и со кардиоваскуларните заболувања, со покачените нивоа на масти, на триглицериди во нашиот организам, доколку вие пиете терапија препорачена од доктор за истите, а се храните онака како што вие сте наумиле да се храните, верувајте дека нема ефект. И понатаму пациентите многу често знаат да кажат не ми одговара терапијата. Се случува некогаш да не е погодена терапијата кај одредени пациенти за одредена патологија, меѓутоа најчесто терапијата одговара, меѓутоа ја конзумирате со храна која што не одговара за соодветната терапија. Едно апче не оди со секој вид на храна и мора многу да се внимава заради тоа што храната колку што е наш лек, толку може да биде и наш отров, односно да даде контраефекти доколку се конзумира некогаш во преголема количина и доза, меѓутоа некогаш и контра делува на терапијата која што вие ја внесувате.
Од таа причина е нужна потребата од консултација со стручно лице, откако докторот ќе ви препише терапија. Докторите секоја чесно истите, значи често најчесто даваат препорака што треба вие да конзумирате од храна, меѓутоа не е таа нивната професионално за луѓето да посветат доволно внимание и да ви објаснат што се конкретно треба да внесете или да исфрлите од храната. Затоа сме тука ние консултативно влијаеме и даваме совети на пациентите кои што се соочуваат со одредена состојба здравствена во одреден момент од животот. Така, ги водите се додека не го постигнете посакуваното и не го постигне самиот. Посебно морам да нагласам кај дечиња кои што имаат ваква патологија, односно се соочуваат со вакви проблеми. Јас разбирам родителите и луѓето кои што се грижат за дечињата дека им е жал, ако детето не сме да внесе одреден тип на храна, меѓутоа подобро да ви биде жал 1 до 2 години, а понатаму во животот да не си го жалите детето, отколку цел живот да го жалите тоа дете. Затоа што таму потекнуваат сите навики, често, многу често говорам кажувам дека навиките се стекнуваат од најрана детска возраст, без разлика детето дали е здраво или има некоја одредена состојба која што треба да се третира во одреден временски период. Најчесто, тоа се дијабетни состојби кај дечињата кои што се јавуваат ендокринолошки проблеми имаме, па имаат дечиња со проблеми на тироидата. Меѓутоа, ништо сето тоа нема да биде толку страшно доколку вие навреме превземете вистински чекор и превземете одговорност кон начинот на исхрана на детето. Немојте да мислите дека сте завршиле работа кога сте годнале на доктор и тој ви препишал терапија. А вие на база на таа терапија, сметајќи дека сте дали одредена доза на медикамент, сметате дека детето денеска може секако вид на храна да јаде. Па се напи таблетка, може сега едно парче торта, може. Не, никако не сме, не да не може, туку никако не сме. Так. И подобро да го жалите, пак ќе се навртам, одреден временски период, отколку да, телото настрада во текот на животот понатаму. Заради тоа што да знаеме што носат овие состојби. Така, дополнителна и едукација и постојана информираност и постојано зборување за сите овие работи, така за да ги научиме, да знаеме, ама секогаш и кога сме во дилема имаме кого да прашаме или да се консултираме, ќе погледнеме блок реклами па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавите се и поставете прашање. Со Билјана Ристевска, дипломиран нутриционист, магистер по квалитет и безбедност на храна, зборуваме за исхрана за остеопороза, како природно да ги зајакнеме коските. И сега да почнеме со остеопорозата. Што е во кратки црти, барем како еден мал вовед, кои ризик фактори доведуваат или го зголемуваат ризикот за остеопороза, за да се префрлиме на она главното, исхраната и кои се најважните нутриенти што треба да ги внесуваме. Така. Остеопорозата е состојба на коските при која што губат од јачината коските, од силата, практично се намалува густината на коскената маса и се случува порозност на коскеното ткиво. Самата таа порозност, односно намалување на јачината на коските, доведува до фрактури или скршеници во текот на годините. Посебно кај женската популација, тоа најчесто не се открива остеопорозата додека при мал удар не дојде до фрактура. И тогаш веќе имаме аларм кој што детектира дека нешто се случува во коскениот систем на личноста и се прават имаме соодветни адекватни медицински испитувања за остеопороза да се види до каде процесот може да не е остеопороза на почетокот, може да е само остеопенија, која што понатаму може да премине во остеопороза. Ризик фактори, тековно низ годините ние си ги носиме сите ризик фактори кои што доведуваат до остеопороза. Тоа е практично првенствено од моја гледна точка несоодветниот и неадекватен начин на живот и на исхрана завзема клучно место, понатаму пороците со кои што секојдневно се соочуваме, внесот на преголема количина на алкохол, пушењето на цигари, понатаму внесот на голема количина на сол во текот на животот, знаат да доведат до вакви промени на коските кои што резултираат со појава на состојба остеопороза. Така. Она што ќе го правиме во раните години во младоста, така го имаме како можност да имаме поздрави коски или подобро здравје понатаму во животот. Кои се главните
нутриенти кои што ни се потребни да ги внесуваме за здрави коски, за да го намалиме ризикот и од остеопороза. Велиме на полот, на возраста не можеме да влијаеме, така, ама на другите работи можеме индивидуално секој од нас да преземе нешто. Точно. Радува фактот што еве кај мене кога ќе дојдат на работа пациенти или најчесто и децата веќе го знаат, кога прашувате кои се нутриенти важни за здравјето на коските, се случува некојаш да рече јас пијам млеко затоа што има калциум. Тоа е добро за коските. Тоа ме радува, нели, кога ќе слушнете дека веќе, нели, некој од најрана возраст знае што е добро за нашиот коскен систем. Тоа е, нели, заради добрата едукација првенствено од родителите, меѓутоа и во училиштата сметам дека посветуваат внимание на, нели, здравјето на коските од проста причина што дечињата кога се во раст и развој најмногу во наводници страда коскениот систем, нели, се случуваат тогаш тие промени во нашиот организам, зајакнуваме коски. Калциумот е на прво место, нели, од нутриенти кои што се грижат за здравјето на коските, со силата за јачината на коските. Практично самата коска е содржи ткиво на кое што е богато со калциум. Понатаму магнезиумот е исто така важен за здравјето на нашите коски, односно и за густината на коскената срцевина. Д-витаминот игра клучна улога. Доколку немаме доволна количина на Д-витамин и расположливост, односно искористувањето на калциумот е намалено. Затоа сите овие нутриенти кои што ја кажувам се меѓусебно тесно поврзани и делуваат така синергетски, така треба да бидат внесени, односно така во нашиот организам, и доколку не ги внесувате преку суплементација, така синергираат, односно биохемиските реакции се ги одвиваат идеално доколку ги имаме сите во нашиот организам. Витаминот К исто така игра клучна улога во минерализацијата на коските и е важен за, нели, јачината на коскеното ткиво, и протеините како важен дел од, нели, од структурата на коскеното ткиво. Меѓутоа протеините мора да имаат, нели, контролиран внес и, нели, да се знае изворот на протеин. Поединечно кога ќе говориме, нели, за истите, за секого. Точно, секој од овие витамини и минерали. Да, ќе нагласиме дека, нели, внесот на калциум на дневна основа треба да биде секојдневно присутен и застапен во исхраната, во еднодневно мени, почнувајќи рано наутро, значи од појадокот, кој што треба да е протеински, меѓутоа и богат со калциум. Сега некако протеините во храната која што наутро внесуваме, како што се, нели, киселомлечните производи, кефирот, јогуртот, содржат и доза на протеин, меѓутоа и доза на калциум. Тие самите природа така ги создала да синергираат и ние така да ги внесуваме во нашето тело. Не е исто ако вие внесете таблетка калциум и таблетка и доза протеин добиен, нели, индустријски. Значи не е исто. Ќе синергираат, меѓутоа многу е подобро вака кога во еден оброк, на природен начин, вие ќе ги внесете и ќе ги, нели, телото и нашиот организам абсорбираат. Храна која што содржи калциум се, нели, млечните производи, меѓутоа доколку го знаете изворот на производител на млеко и млечни производи е многу подобро и тоа млеко содржи поголема доза на калциум, е многу порасположлив за нашиот организам отколку, нели, млеката кои што се индустријски добиени, во кои што има разни додатоци. Некогаш знае да се случи, нели, тоа да има калциум, меѓутоа на база на истиот, кој што не се врзува во нашето тело адекватно, како што ние посакуваме да биде врзан, како што нашиот организам посакува, се случува па да се намали, нели, апсорбцијата на железо во крвотокот, и сето тоа треба да биде толку прецизно, нели, внесено, толку прецизно составена програмата за исхрана, да навистина се стигне до идеалната расположливост и функционалност на витамините и минералите кои што ние ги внесуваме. Не треба тоа да биде залудно внесување само на витаминско-минерална терапија во нашиот организам, а да не знаеме што и како со што синергира во нашето тело. Дневна препорачлива доза, нели, на калциум е индивидуална и зависи, нели, од индивидуата која што од најрана возраст, нели, колку треба детенце да внесе, па, нели, до најстара возраст кај што луѓето, нели, се веќе над 70-та година, знаеме, често знаат да речат, нам не е доволно само млекција, нели, во текот на денот или јогурче за да,
нели ги заштитиме коските и здравието на коските. Калциумот го има нели во храна од растително потекло, во зеленчукот, во зелениот зеленчук, кој што исто така треба да биде застапен на еднодневно мени, па ете во сооднос нели на утринскиот дел кога вие ќе поедувате, кога ќе внесете нели одредена доза на протеин, внесете и доза на калциум од растително потекло, не мора да биде нели само од животинско потекло. Понатаму магнезиумот е исто минерал кој што треба да биде застапен во дневното мени. Се грижи за, нели, многу често ние знаеме за контракцијата на мускулите, е многу важно да не се од оние грчеви во нели коскено-мускулниот систем, меѓутоа е значаен и за расположливост, односно за функцијата на калциум е битен и магнезиумот. Го има во житарките, го има во јаткастите плодови, го има во семињата, го има во нели чија семето, во бадемот, го има исто така и во поголемиот број на зеленчуци кои што ние ги конзумираме, келјот, прокелјот, брокулата, блитвата, спанакјот. Значи сите овие имаат одредена количина на минерали кои што се добри за здравието на нашиот нели организам. Витаминот Д, кој што игра клучна улога во адаптацијата, односно внесот на и дејството на калциум во организамот. Секогаш велиме за подобра апсорбција на калциумот, ако немаме витамин доволна Д. количина на Д витамин, односно ако сме дефицитарни, по автоматизам не врзуваме доволно калциум во нашиот организам. Со самото тоа, моја препорака да се направи, не туку така да внесувате суплементација од Д витамин, да се направите анализа на крв на Д витамин, доколку е дефицитарен да се внесе, заради тоа што понекогаш, нели, кога не е дефицитарна, вие внесувате суплементација, таа суплементација само се акумулира, односно се таложи некаде во нашиот организам, не некаде туку во црниот дроб и многу потешко потоа тој вишак на Д витамин нели се отстранува од нашето тело, доколку не сте дефицитарни, не суплементирате, внесувате Д витамин само преку храната. Главен извор на витамин Д е сончевата светлина, нели мора да во текот на денот да бидеме изложени од 10 до 30 минути на сонце за да добро го нели акумулираме, односно да се трансформира сончевата енергија во витамин Д во нашето тело. Понатаму жолчките од јајца содржат одредена доза на Д витамин, масната риба, нели лососот, скушата и јаткастите плодови исто така во одредена количина содржат Д витамин. Кога сме кај витамините, значи тука би го напомнале нели и К витаминот, кој што игра Зошто е клучно, тој важен точно, така во целиот овој процес? за нели за структурата на коската и за коскината маса која што ја имаме во нашиот организам, меѓутоа и за врзувањето, пак ќе напоменам, на калциумот и на магнезиумот во една молекула е од клучно значење и К витаминот. Сега ние овде напоменуваме нели два минерали, два витамини и протеини, меѓутоа сите тие нели вака јас кога говорам делува како да е тоа нешто многу сложено. Меѓутоа вие еден нутритивно богат оброк како внесете ги внесувате, верувајте ми, сите овие. Не треба да е тоа нели 4 таблетки, 4 шишенца со таблетки, па вие да мора да внесете нели се тоа делува нели дека е нешто многу сложено, меѓутоа навистина многу едноставно и само така, треба да се запази во текот на целиот ден преку исхраната ги внесуваме сите овие секако, нутриенти. доколку сте здрави, доколку немате состојба на остеопороза или немате некој друг дефицит во телото, со самиот начин исхрана вие ги внесувате. Некогаш повеќе, некогаш помалку, нели? Затоа што ако испиете нели 2 чаши јогурт ќе внесете поголема доза, меѓутоа денеска ви се пие 2 чаши, утре може и половина. Телото си знае колку му треба, ние само треба да ги слушаме нашите сигнали од телото. Или не ви се конзумира урда во текот на денот. Денес меѓутоа утре ќе изедете па 3 лажици урда. Не е тоа правило стриктно по кое што вие мора. Ако е таблетарна терапија, е правило стриктно е тука мора да се водите во дневната доза, па нели дека треба да биде дневна препорачена доза. К витаминот да се навртам нистиот, го има во храната од растително потекло, како што се нели зелениот лист зеленчук, келјот, прокелјот, спанакјот, значи во семињата исто така го се содржи, во семките од сончоглед, во чија семето,
Магнезиумот не напомена во семките од тиква кои што ги имаме во сирова форма, може да ги конзумираме значи во текот на целата година, дали ќе ги додаваме во салати, дали така ќе си исконзумираме 1 до 2 лажици сирово семе, не печени и не солени, значи семки од тиква, не нешто ги грицкаме, туку не печените и не солените семки од тиква. Протеините зошто се важни протеините, ама во онолкави количини и дози колку што му е потребно на организмот, а не претерано, како што за жал во денешно време така некои ги внесуваат и пратиме некакви трендови. Така, кога сме кај протеините, имаат нели улога во структурата на коскеното ткиво, заради мускулното ткиво, затоа што протеините се градивна компонента на мускулите. Знаеме дека нели сега популарно е да се внесуваат поголема доза на протеини на база нели на внесот на витамини и минерали. Некако витамините и минералите ги запоставуваме на база на протеинот, иако се од клучно значење витаминско-минералниот статус на нашиот организам, но протеините се градивна компонента на ткивата, треба да бидат внесени застапено најрана возраст кај дечињата во дневни препорачани дози. Што тоа значи? Значи дека од 0,8 до 1 грам на телесна маса треба да биде внесен протеинот, но што се случува во изминативе 5 до 10 години, се дава претензија на тие протеини, па многу често може да видиме нели реклами каде што и во продавниците, дека имате вие протеински пудинг, имате протеински јогурт, имате протеински леп, имате протеински шејкови, имате што и да ви текне, тоа е веќе протеинско. Меѓутоа, дали така треба да ги внесуваме ние протеините на дневна основа или веј протеинот, кој што веќе сито најрана возраст дечињата 14 години што да вежбаат, физичката активност секако е од големо значење за нашиот организам, посебно за коскено-скелетниот систем, значи и мускулниот, од идеално. Меѓутоа, внесот, ако вие одите да извежбате денес, па требало да внесете 2 до 2,5 грама протеин на килограм телесна маса, а вашата дневна физичка активност е само затварање во теретана и работа 1 час физичка активност со тежина, што тогаш вие правите? Каде го пласирате тој протеин? Посебно од рана детска возраст, па и повозрастните. Значи протеинот не е само за визуелно добар изглед на човековото тело. Тој има многу поголеми функции во нашиот организам, физиолошки функции кои што ги обавува, отколку вие да изгледате физички добро. Физичката, надворешната наша визуелна представа не говори за нашето внатрешно здравје. Од таа причина мора да се внимава со внесот на протеини, важни се за коскено-скелетниот систем. А вишок на протеини ќе влие на калциумот кој што секако доколку сте предозирани, нема да биде врзан калциумот, односно го намалува дејството на калциумот. Значи, вие внесувате голема доза на протеини, меѓутоа ние сме сведоци на дека на билданите луѓето кои што имаат поголема мускулна маса, не значи дека имаат силно коскено ткиво. Најчесто се случува тие што се појаки мускулно, да имаат фрактури чести, да се случи да имаат скршеници заради тоа што на база на големиот внес на протеини го занемаруваат внесот на калциум во организамот. Тука треба навистина да се внимава, посебно говорам кај децата, кај оние кои што се уште не се самите свесни, а слушнале нешто дека е добро. Да, практикува помладата популација. Точно, помладата популација секако и пијат 2 дневни дози, 3 дневни дози, кај мене доаѓаат деца, значи со кои што јас работам, тоа се деца кога говорам до 18-19 годишна возраст, значи тоа што немој само протеинот да ми го тргнеш, ми велат секогаш. И велам јас никако не го тргнам протеинот, јас напротив, давам протеински поедок, мора да е така, тоа е спортист, тоа се деца кои што се во раст и развој. Меѓутоа, никако протеин за мене не е кантата, значи канта е баш буквално се канти, со прав внатре, за мене тоа не е доза на протеин која што треба да биде исконзумирана, посебно не за деца во раст и развој. Секој свесно понатаму кој што ќе се земе такво нешто, го зема на своја одговорност, меѓутоа протеинот земен само преку храна. Сега тука знаете често ние доаѓаме до дискусија, односно сме опоненти спротивставени со ставовите. Точно, со луѓето кои што долги години преферира таков начин на исхрана и велат дека колку месо треба да изеде таа индивидуа за да ги задоволи дневните потреби од протеин или колку млеко треба да испие или колку јајца да изеде.
За мене е апсурд вие денес да ми речете дека јас треба да изедам 30 билки од јајца и дека треба да изедам килограм пилешко месо. Тоа никогаш не би го направила по цена на моето здравје. А се случува и на база на истото имав јас пациент дете кај мене кој што вежбаше и ми донесе исхрана од тренерот кој што ма дал, значи тоа не беше исхрана. Тоа беше бело пилешко месо, ориз и јајца, белки од јајца. Жолчката не, нели, многу е страшна жолчката вие која конзумирате кога вежбате. Само белките. Салата и овоше во првите 21 ден детето немаше дозволено. На база на сето тоа да вие ќе изградите мускулна маса. Меѓутоа крвната слика каде оди? Да. Каде оди? Значи не е само протеинот да биде внесен во телото. Ние имаме витамини и минерали кои што се од клучно значење за нашиот крвоток, за нашите крвни садови, за нашето срце, за нашиот мозок, за нашите бели дробови, за нашите бубрези. Протеинот, значи каде преку бубрезите после страдаат бубрезите кои ви имате преголема доза на протеин внесена во текот на денот. И еден многу прост пример. Порано нашите предци, верувајте, сите ние знаеме дека немале доза на протеин денеска па доди на нива да работи. Или 2 дози ако 2 пати отишол на нива. Значи сите се хранеле, онака како што се хранеле, биле, ние често знаеме да кажеме фит, да, биле фит сите. Може би немале мускулна маса. Голема, нели, како сега ние што стероиди внесуваат, свашта правиме, да. Само нели да изгледаме надворешно. Немале прекумерна телесна маса, меѓутоа биле посилни. Значи искршеници не прамува, значи тоаш де факто немало ни медицина како сега да можат нели да се посветат некако внимание, ако свиткале прст па ќе го бандажираат, верувајте дека биле и појаки во коските. Внесувале калциум само преку храна. Внесувале магнезиум само преку храна, внесувале протеини само преку домашно произведено месо, меѓутоа протеин и преку нели легуминози, како што се гравот, грашакот, леќата, секогаш го имале тоа на месо, имале многу поретко, можеби од проста причина што било нели скапо за гледување, месото било празнична храна. Така. Меѓутоа и шеќерите биле храна за празник. А шеќерите многу негативно исто делуваат врз здравјето на коските и остеопорозата. Така, и остеопорозата, вклучително и други здравствени заболувања, болести на денешното модерно време на живење и начин на живење. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај. Веднаш по рекламите да го слушнеме и гледачот со неговото прашање. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до емисијата, имам прашање до докторката. Секако, повелете. Јас имам остеопенија, немам остеопороза уште, меѓутоа при анализите ми е утврдено дека имам покачен калциум, ама не многу, али покачен. А јас не знам, например, ништо млечно во животот немам јадено, суплементи не знам никакви, и дадени ми се D3 капките. Колку време се пијат тие D3 капки и дали овој покачениот калциум, да ми објасни докторката како може да се покачи од што? Во ред, ви благодариме. Зголеменото, значи, ниво на калциум во крвотокот зависи од многу фактори во телото. Остеопенијата практично е предсостојба на остеопорозата, меѓутоа не значи дека ќе дојде до остеопороза низ годините, доколку и токму тука во овој период треба нешто да се преземе, така? Точно, доколку се превенира, нема да дојде нели до остеопороза. Физичката активност е многу важна и за господите што каже за нивото на калциум што е покачено во телото. Тоа нели секако анализите ќе се испита, ќе се каже докторите зошто сега ние зборуваме нели надворешно со моја гледна стручна нели перспектива. Физичката активност сметам дека треба да направи добар баланс на калциумот во крвотокот, доволниот внес на течности во организамот. Мора, тоа не го напоменав и претходно, сите овие витамини и минерали ние кои ги внесуваме, дел од истите, освен витаминот Д, се растворливи во вода, односно се хидросолубилни. Витаминот Д е ДА и К се растворливи значи во масти, меѓутоа останатите витамини и минерали се растворливи во вода и телото треба да биде добро хидрирано за практично нели вишокот од истите да го исфрламе, а она што е потребно да го задржиме во нашиот организам. Препорака моја, пак ќе напоменам, е да се сконсултира со докторот со кој што работи, кој ја нели гледа и следи остеопенијата, да се види зошто е зголемено нивото на калциумот во
во организамот, меѓутоа да практикува госпоѓата и физичка активност. Лесна физичка активност, тоа значи, 45 минути до 1 час дневно пешачење, можеби возење велосипед и лесно поттрчување. Некој 15-20 минути во текот на денот, на препорака моја на отворено тоа да биде, да не е во затворен простор, затоа што летото е за надвор и летото е за физичка активност во природа. Околу 2-3 капките, прашањето што беше, колку смеат и кога смеат да се конзумираат, препорака за здрави лица е во некаде од октомври до март D-витамин, односно 2-3 капки да се конзумираат, меѓутоа да се употребуваат, меѓутоа не е грев доколку имате остеопенија. Препораката од докторите, од ендокринолози, јас со кој што сум соработувала, е дека треба да се конзумира во текот на целата година веќе, заради тоа што сончевите денови кај нас некако како да поднамалија и од таа причина се суплементира со одредена доза. И се повеќе се штитиме од сонцето, бидејќи се повеќе се штитиме, да. Значи, препораката е во текот на годината, меѓутоа во консултација секако со стручен лист кој што ги препорачал овие. Така, и некогаш во зависност од состојбата, кај некого се препорачува и дополнителна суплементација за побрзо да се постигне ефектот, во исто време и здравата храна, така која што помага и во превенирање на остеопорозата и физичката активност. Никако јас не говорам против суплементација. Или пак кај некого и терапија, така, стриктно за остеопороза е Никако препорачена. немам ништо против суплементација, меѓутоа таа да е издржана, да се знае зашто суплементираме, затоа што во одреден временски период, телото навистина не може во толку краток временски интервал да абсорбира толку Д, калциум, магнезиум, кога дошла веќе состојбата. Затоа даваме суплементација, суплементираме. Кога ќе го постигнеме нивото на добар, сооднос на витамините и минералите во телото, се прекинува суплементацијата, таа не е терапија што треба во текот на животот цело време да земате, значи се прекинува суплементацијата, се продолжува со соодветно програма мени за исхрана, од кое што телото веќе кога е на добар допинг на D-витамин, само ќе си ги надополнува, вредностите на D-витамин. Немам ништо против суплементација, меѓутоа препорака тоа да биде препишано од стручно лице и да се следи. Значи не може вие во текот на животот да пиете 20.000 интернационални единици D-витамин како што пие во ковидот луѓе и никако да не направите контрола. Знаете што прави таа атак за собственото тело? После затоа следат диализи. Затоа страдаат бубрезите. Така, страдаат бубрезите. На крајот сме имаме уште еден гледач, кратко да го чуеме неговото прашање, па и да одговориме. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Поздрав за емисијата, едно прашање до докторката. Јас сум 77 години, имам проблем со бубрезите, имам намалена функција на бубрезите и многу внимавам на храната. И баш вчера една ваша колешка ја слушнав, од јас на неделата 2 пати конзумирам овесни снеговци. И ја слушнав, кажуваше здрава, искрена, она неќе да ја минувам. Добро. Вика само да ги отстранете овесните снеговки, да се ако сакате да си го зачувате здравието. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето, веднаш ќе слушнете и одговор на ова прашање. Овесните снеголки исто така атрактивни како протеините изминатиот период, меѓутоа овесната снеголка како овесна снеголка, нутритивна вредност 0. Значи нема никакви хранливи бенефити од истата, затоа што е експандирана и индустријски добиена, практично однес од страните сите оние хранливи материи кои што ги има и нема никаков ефект, добробит на нашето здравје. Овесно цело зрно овес. Господјата слободно нека се свари како пченица што се вареше на времето и сега си вариме. За жал, поретко луѓе во кога ќе спомнеме пченица некој ќе вариме како кај нас имаме. Ја асоцирано нешто друго. Да, меѓутоа пченицата, ржот, овесот, значи можете да ги конзумирате како поедок, можете и во солена и во сладка варијанта. Значи можете како ручек чорба да си направите од пченица со зеленчук. Значи може да се искористат, може да бидат расположливи за нашиот организам. Овесната снеголка не, посебно не оние oatmeal што ги мени овесни оброци. Тоа значи внатре никој не читаме. Шеќери, додатоци, адитиви, се има, само храна нема. На брзинка некогаш е добро за конзумирање, од причина што немате време, може ќе ставите нека овесна снеголка во јогурт. Меѓутоа,
Ако си го стварите брзо е вие за зрно, подготовка, ама мислите ама дека брзо и ова сте другото. внеле здрав оброк, така, а Уствари всушност нула. не сте направиле ништо Сте внеле посебно. само празна калорија, нутритивно е премногу сиромашен оброк, односно на него седам на нула. Овесната снегулка за мене нема квалитет никаков. Значи, како да кажам дека залудно ги внесуваме овесните снегулки доколку ги внесуваме. Од овесната снегулка нели се прави најчесто овесно брашно во блендер, па од него да направите некоја палачинка, меѓутоа тука пак хранивата вредност отпаѓа на јајцето што ќе го дадете, на млекцето, меѓутоа не на овесната снегулка. Целото зрно, стварете го, ставете си го во тегли во фрижидер, значи стои на вистина 3 до 4 дена стварена. Житарката може да стои затоа што после нели ферментира и тај се уште работи процесот, жива е, значи ќе ферментира и ќе стане кисела. Од таа причина, значи земете си ги, сварете ги целите овесни снегулки, направете си ги во што и да ги додава господите, дали во овошје или во медиум млеко или јогурт, значи целото зрно верувате дека ќе ви биде многу повкусно. Нека го замени она што досега го правела со овесните снегулки кои што ги овесното зрно вклучила може практично би 3 до 4 пати во текот на неделата си го конзумира слободно. И како додаток на салата си го додава по 2-3 лажици варен овес. Така, ова се тие потребни информации кои што ни требаат, нели? Некогаш за да не ја правиме грешката, за жал времето ни измина, она што не смееме да го внесуваме кај остеопорозата, ајде во некоја друга прилика со некоја друга тема па ќе го подспомнеме. Благодарам Билјана за гостувањето и во текот на ова до крајот на нашава сезона на Фактор здравје во летниот период ќе имаме уште едно гостување за да зборуваме и за исхраната во лето, како да го хидрираме, да имаме енергија, а лесно и здраво да се храниме. Благодарам вам, поздрав до сите ваши гледачи. Благодарност, почитувани гледачи, и до вас за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.